Ова парабола ја прочитавме и можевте да забележите дека се работи за свадба. Говори за една свадба која има несреќен крај. Обично свадбите се пријатни, имаат хепи енд, среќен крај. И сакаме свадби, затоа ги сакаме. Не верувам дека нема човек кој не сака свадби, се дотеруваме, на свадбите луѓето се веселат, јадат, пијат, играат. Радосни се зашто свадбата е одбележувањето на оној чин кога двајца млади ќе решат да заживеат заедно, има причина, нели, зашто да се радуваат. И секако централната фигура на свадбите е невестата. Сите сакаат да ја видат невестата. Се собираат да ја видат облеката, фустанот, што подготвила, каква фризура направила, како ќе се представи на орото. Но во нашиот случај, во оваа парабола, централната фигура, оној што сите го чекаат е младоженецот, не е невестата. И тоа е така зашто оваа парабола опишува свадба или е земена од еден друг фолклор, од една друга култура. Земена е од културата во древниот Близок Исток, каде што на свадбите главната или централната фигура, фокусот на вниманието секогаш бил младоженецот, не невестата. И кога луѓето излегувале да го видат младоженецот. Тој така се кител и тоа било разбирливо зашто младоженецот ја плаќал музиката. Како велат, кој ја плаќа музиката, нему ќе му пеат. Тој давал пари за невестата, ја купувал невестата со пари и покривал се. Сите трошоци биле покривани од младоженецот. Другата карактеристика што можеме да ја видиме во оваа парабола е присуството на 10 девојки, пишува овдека. Во некои преводи може да го среднете преводот девици, некаде пак пишува деверуши. Тие 10 девојки, во оригиналниот текст всушност се, оригиналниот збор значи девици. Но зборот девица нема за цел да ја означи дека тие се девици, туку дека не се мажени. Во тоа време момите, девојките, биле девици и тие не го очекуваат младоженецот да се женат со него. Тие се во друго својство во оваа парабола. Кој е нивното својство? Зошто тие чекат? Што чекат? За да разбереме која е нивната функција во параболата, треба да ја познаваме свадбата од тоа време. Древна, блискоисточна свадба. Свадбите во тоа време, слично нашите свадби денес, се еден вид на народен фолклорен театар. Има многу драма, има представа. Нашите свадби се ориенталски по принцип и со сите обичаи, со сите адети, со сите ритуали што се прават, на крајот се едно сценарио, всушност. Дури денес, во поновите свадби, не знам дали тука е тоа влезено, но самата свадба, самата веселба е со програма. Има програма. И дури, например, во Бугарија тоа го видов, во таа програма, која трае 4-5 часа, младоженецот и невестата имаат посебна точка. 15 на 20 минути се подготвуваат со недели за да ја изведат на свадбата. Треба да има сценарио, има драма. А пак во древноста тоа било уште поистакнато. Секоја свадба била еден вид театар. Свадбите траеле долго време, некако денес, и порано, пред 30 на 40 години, знам, во Струмица, една свадба траеше 5 дена. Почнуваше четврток и завршуваше понеделник вечер. Секоја вечер имаше некакви представи. Една вечер беше само, понеделник крајот беше само за пријателите на младоженецот, четврток доаѓаа да видат рубата, петок подигаа руба, па една вечер виткаа карамфили од хартија, па ги топеа со мирис и така натаму. И во древноста пак траеле по цела недела, па и цел месец, во зависност од тоа дали колку пари има младоженецот.
централниот настан бил взимањето на невестата. Младоженецот со момчињата, со пријателите, одел да ја зима невестата и кога ќе ја земел од дома, ќе ја купел, буквално, се враќале назад во домот на младоженецот и притоа ја избирале најдолгата рута низ градот. Требало да поминат на сите сокаци, задолжително низ градската врата, задолжително низ плоштадот, сите да го видат младоженецот. И често пати патувањето, бидејќи било долго, траело можеби до полноќ назад во домот. И ова е тој случај. И кога тргнувала поворката, таа никогаш не тргнувала организирано од домот на младоженецот или невестата. Како што поминувала поворката низ улиците на градот, така групички се приклучувале и станувала се поголема и поголема. И овие 10 девојки го очекуваат поминувањето на младоженецот. Тие се или во домот на невеста, или во домот на младоженецот, а може би се некаде и попат. Знаеме. Значи, целта на овие девојки е да се придружат кон таа свадбена церемонија, кон прославата. Но на крајот 10 успеваат, 10 не успеваат, 5 успеваат, 5 не успеваат. За 5 девојки останува затворена вратата на свадбата. Ајде да видиме како може да сватиме сега оваа парабола, што сака да ни каже преку неа Господ Исус Христос. Ова парабола, заедно со претходната, за верните и неверните или разумните и неразумните слуги и оние што ќе следат за талантите и овците и козите, е кажана на Масленовата гора и затоа е дел од оној циклус беседи на Масленовата гора, кажана само 2-3 дена пред Исус да биде фатен, убиен и погребан. Тоа се последните денови што Господ Исус ги има со учениците. И секако, бидејќи тој знае дека му доаѓа крајот, и човек кој знае дека му наближува крајот, ги користи последните моменти да ги каже најважните работи. Никој крајот не би си го употребил за така, безкорисни, беззначајни работи. Во тие последни денови, 2 дена до распнувањето, овој дискурс на проповеди опфаќа многу важни теми. Христос прво им напомнува дека доаѓа неговиот крај. Учениците не го сваќаат тоа најдобро, ги потсетува дека доаѓа неговиот крај, дека ќе си замине, но повторно ќе се врати. Ќе има негово повторно доаѓање. И учениците не знам колку разбирале што значи повторното доаѓање, зашто тие не очекуваа дека Христос ќе биде убиен. Гледаме какво разочарување дојде кај нив кога разбраа дека, кога видо дека е погребан. Но сепак го праша на почетокот на 24 глава и добро кажи ни какви ќе бидат знаците и како ќе го познаеме твоето повторно доаѓање. И Господ Исус им раскажуваше за сите тие апокалиптични сцени што ќе го придружат неговото повторно доаѓање и кои се знаците како може да се разпознае времето. И откако ги им објаснува, еден многу подолг дел од беседите, од проповедите, во 24 и 5 глава, се поставени, акцентот е поставен на нашето очекување или како да го очекуваме неговото повторно доаѓање. И она што го спомнува постојано е да бидеме будни, да бдееме, да внимаваме. Многу поважно од денот, часот кој него не знаеме и од сите останати знаци за неговото доаѓање е како ние се подготвуваме. Дури во оваа парабола многу јасно, точно се употребува зборот беа подготвени, подготвените влегоа. Подготвеноста е многу важно, да се подготвуваме до неговото доаѓање. И во овие параболи, всушност, Господ Исус ни објаснува што значи подготовката, како можеме да се подготвиме за неговото доаѓање, да не би случајно останеме надвор, да не остане затворена вратата. И фразата бдејте, затоа бдејте, зашто никој не го знае денот и часот.
Бидете подготвени. И гледаме на почетокот на првата парабола, на крајот на оваа парабола и во текот на наредната, параболата за талантите. И тоа е всушност целата поента на овие параболи. Христос ке замине, но тој повторно ќе дојде. На истото место каде што Господ Исус Христос говори за своето второ доаѓање, на истото место после 40 дена тој ќе се вознесе од истата таа гора. И ангелите кои што ќе го придружат неговото вознесение, ќе им кажат на учениците кои се таму: мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Оно Исус кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што го видовте да оди на небото. Така, централната тема на Маслиновата гора и пред воскресението и за вознесението, за време на вознесението е неговото второ доаѓање. Внимавајте, Христос повторно ќе дојде. Затоа бдејте. Внимавајте како живеете. Минатата недела видовме првата парабола за верните и неверните слуги. Основниот клучниот збор што го среќававме во таа парабола беше храната, хранењето. Имаше слуги кои ги хранеа верно останатите, имаше слуги кои не ги хранеа. И видовме дека, бидејќи ова парабола се однесува за очекувањето на Христовото доаѓање, Господарот кој што се заменил Исус Христос, домакинството кое што е ставено на неговата служба, мисија, црквата, ние сме слугите, основното до неговото доаѓање е да се храниме со Словото и да ги храниме останатите. Хранењето со Словото. Бидејќи многу лесно се случува во овој живот овде на земјата, обиколени со многу искушенија, со многу приоритети, со многу задачи, со многу проблеми, со многу цели, да го загубиме фокусот. Може многу лесно да се случи. И за нас верните, трчајки во бркање на приоритети, остварување на цели, решавање на проблеми, да заборавиме која е суштината на животот. Да заборавиме дека всушност најважното е кај ќе ја поминеме вечноста. Може да се случи трчајки по екзистенцијата на земјата, да заборавиме на вистинските богатства на небото. И што она што не враќа во реалноста, на реалниот живот, на вистинските вредности, на она што е навистина важно во животот. Словото, Библијата. Библијата ни открива реалноста. Словото е вистината за животот. Овој свет е една илузија. Ние живееме овдека забораваме дека сме само патници, гости на оваа земја. Живееме со една перспектива како да ќе бидеме целата вечност овдека, на оваа земја. И работиме, се трудиме, поставуваме цели и приоритети како да ќе живееме целата вечност овде. Доаѓа крајот. И после крајот, како што се молеше Викторио, финалниот суд, каде што ќе се решава кој ќе биде на свадбата, а кој ќе биде надвор. Библијата не подсетува на сите тие работи. Библијата ни открива на крајот на краиштата до кај води целата човечка историја. Има кресчендо ова човечка историја. Се движи кон остварување на една конечна цел. Инако себе било безсмислено. Ако човечката историја нема цел, ако на крајот се заврши во прав, каква е смислата на постоењето? Зошто сме овде на земјата? За на крајот сите наши остварувања завршат во пепелта, во уништувањето, зашто на крајот на краиштата секи се уништи. Ова планета нема да постои цела вечност. Библијата ни открива кои се вистинските патишта, кој е вистинската смисла, кои се вистинските цели. На кај се движиме, на кај сме насочени. И како да стигнеме до вистинската цел. Кои се вистинските богатства, како нашиот труд овде на земјата да добие вечна вредност, да добие вечна смисла. Како нашите цели да добијат вечни вредности. Библијата ни помага да се ето тоа. И Библијата не држи во реалноста.
Ако заборавиме, ако оставиме Библијата и ги заборавиме тие вистински работи, ќе се претвориме во оние слуги кои си кажа нема да дојде и се посветија на јадењето, пиењето со крадците и разбойниците и малтретирањето на слугите. Зошто се случи тоа? Зошто заборавија. Го оставија храната. Ова парабола пак сега, ако во првата основното беше храната, или недостигот на храната беше проблем, не хранењето, во ова парабола маслото е клучното. Светлината, светилките, кои пак не може да светат без маслото. Недостигот на масло, немањето на масло, беше проблемот во оваа парабола. Ајде да видиме зашто станува збор, како можеме да ја толкуваме. При тоа, јас се плашам да не влезам во алегоризирање, што многу голема опасност кога се толкуваат параболите, да се каже нешто што воопшто не е вклучено. Има многу символизам, многу метафори, и во контекстот на целото слово ќе се обидеме да ја разгледаме и во контекстот на овој непосреден литературен контекст, што го видовме, нели, беседите на Масленовата гора. Овие параболи биле предмет на многу ајзегези, на многу неправилни толкувања, многу идеи се извлечени кои воопшто не се вклучени овдека. Затоа ќе се држиме на основното. Во првата имаме храна, во втората имаме масло, во третото имаме таланти, дарби и способности. Сите три нешта се вклучени во трите параболи, како три основни работи на кои треба да се подпираме до Христовото доаѓање. Ајде да видиме која е поентата на оваа втора парабола. Прави впечаток дека, и тоа е потенцирано во параболата, младоженецот доцни. Јасно е кажано. Многу доцнеше, се забави неговото доаѓање. Истото нешто е спомнато и во првата парабола. Таму пишува, слугата тоа го кажа, оној неверниот, мојот господар го забавува своето доаѓање, во 48 стих на 24 глава. Господ Исус Христос јасно даде до знаење на учениците, даде јасно до знаење на црквата, историски, дека неговото доаѓање нема да биде толку брзо, како што очекувала Новозаветната црква, како што и ние очекуваме денес. Не знаеме што значи тоа долго, или колку е тоа долго. Раната црква останала со впечаток, па и апостолите, дека Христос ќе дојде секој момент, многу брзо ќе дојде. Во овие параболи гледаме дека тој јасно потенцира. Нема да е толку брзо, скоро доаѓањето. Сепак и тоа е релативно, во вечни рамки што значи скоро. Има такви критичари на Библијата кои велат самиот Исус е виновен, што оставил таков впечаток кај учениците и кај црквата, дека скоро ќе дојде. Овие параболи многу јасно говорат. Господарот кој се замина, Исус Христос, нема да дојде толку скоро. Неговото доаѓање ќе се одложува. И токму тоа е причината зошто треба да бдееме постојано. Неизвестноста на неговото доаѓање, дали ќе биде рано или доцна, треба да не држи будни, подготвени за неговото доаѓање. Другото нешто што можеме да го видиме е ова поделба на разумни и неразумни. Поделбата на девојките на разумни и неразумни. Кој е клучот или по кој критериум тие се поделени во овие две групи? Гледаме дека и едните и другите исто чекаа. И едните го чекаа младоженецот, и другите го чекаа. И едните имаа светилки, и другите имаа светилки. И едните имаа масло, и другите како навидум да имаа масло. Но на крајот се покажа дека немаат масло. И едните и другите заспаа. А кој е разликата? Кој е клучното што одреди едните да не можат да влезат на вечерата или на свадбата? Сите заспаа. Тоа го привлекува вниманието исто така фактот дека сите заспаа и не беа укорени меѓу другото што заспале. Тоа не е проблемот што заспаа. На крајот на краиштата тие заспаа зашто младоженецот доцнеше. Настапило полноќ.
Дошло време за спиење. И додека чекаа девојките, и нема друго што да прават, зашто тоа беше време за чекање и евентуално да се одморат, да спијат, тие заспаа. И Господ Исус Христос не ги укорува затоа што заспале. Зашто има толкувачи кои го вадат тој момент и велат дека овие девојки глобално ги представуваат сите они христијани кои духовно ќе заспиат во христијанскиот живот. Нема такво нешто во параболата. Тоа воопшто не е спомнато. Нема никаков знак дека тоа е нешто негативно во параболата. И тоа ни покажува дека спиењето е сосема недуховна работа. Нема никаква врска со чекањето на младоженецот. И тоа не подсетува на фактот дека додека го чекаме Христос, не значи дека оние секојдневни, вообичаени задолженија треба да бидат тргнати настрана и да се посветиме само на некои исклучително духовни работи. Зашто имало и такви екстреми во црквата во периоди кога луѓе така се ориентирале кон Христовото доаѓање што оставали и работа, и семејства, и секакви секојдневни задолженија и целото внимание било посветено само на чекањето на Исус Христос. Ке спиеме, ке јадеме, ке работиме, ке менеме памперси на бебињата, ке учиме, ке посетуваме лекари, зашто и ке се разболуваме, и ке решаваме различни секојдневни проблеми. Тоа е дел од животот. Чекањето на Господ Исус Христос не значи лишување од оние секојдневни вообичаени работи. Секојдневните задолженија се одвиваат, а ние го чекаме Христос. Друг е проблемот во овој случај. Кога дојде младоженецот наеднаш и се разбуди, се викна, се слушна глас, се види дека 5 од девојките има светилки, светлина, зашто имаа масло, а 5 од девојките немаа светлина, имаа светилки, но немаа светлина, зашто немаа масло. И тоа е всушност основното, најглавното во оваа парабола. Тоа е критериумот поради кој едните се на свадбата, другите се исклучени од свадбата. Што значи светлината, светлото, светилката и маслото? Не е објаснето во самата парабола. Христос не дава објаснување. Меѓутоа ние многу се така показателни, индикативни овие параболи. Во периодот до Христовото доаѓање во првата парабола е храната како основна некаква потреба за човекот, хранењето. Во втората маслото, кој исто така е клучно во тоа време, во древноста. Маслото се користило за храна, конзервирање и светлина. И третата парабола се талантите, кои значат пари, без кои не можеш да ги имаш сите останати работи во живот. 3 клучни символики вклучува во овие 3 параболи, кои во Библијата имаат многу јасно дефинирано значење. Основната потреба за секој христијанин, како и секој обичен човек, е хранењето, духовното хранење, во првата парабола. Во втората парабола светлината е клучното и маслото кое дава светлината и светилникот. Светилникот и светлината во Библијата е всушност повторно представена Библијата. Многу јасно Давид го кажува тоа во Псалмот 119:105. Твоето слово или Библијата е светилник на носете мои и светлина на патеките мои. Библијата е светилник, зашто ни го разјаснува животот, не осветлува, не просветлува, ни открива реалноста. Можеме преку Библијата да видиме, да познаеме, да го познаеме, да растеме познавањето на Бог. Се повеќе да го запознаваме Бог, вистината, начинот на спасение и самиот живот во спасение. Библијата не извлекува од темнината на незнаењето, на заблудата, за да живееме вистински живот, по вистински пат. И там символика на светлината имаме и ние во нашиот живот, во секојдневието.
Многу пати кога ќе ни стане јасно, знаеме да кажеме ми светна во главата. Кога се илустрира со слика идеја, на човекот се црта, кога ќе му дојде идеја, светилка, сијалица. Сијалицата над главата на човекот значи дека добил идеја, дека му станало јасно. Јасна е символиката. Библијата е познавањето на вистинскиот живот. Библијата е, преку Словото ние ги откриваме Божите тајни кои се за нас. Меѓутоа, за да Библијата биде навистина светлина по патеките, да биде вистински светилник во нашиот живот, за да не биде Библијата само обична информација во нашиот ум, некаква човечка филозофија која може да восхити со длабоки идеи. За да биде Библијата навистина слово кое преобразува, трансформира, променува, осветлува, продира во срцето, во коските, го опфаќа, го опоробува срцето и волјата и чувствата на човекот, неопходно е маслото. Без маслото Библијата останува само една сува информација на хартија. А маслото во Библијата, помазанието во Библијата е присуството на Светиот Дух. И тука всушност го гледаме најнеопходното за вистинското христијанство, за вистинската вера, за вистинското спасение. Словото и Светиот Дух. Светиот Дух е тој кој Словото го прави живо и реално во нас, и делотворно. Чинот на новораѓање се случува преку Словото и Светиот Дух, заедно. Без Светиот Дух, без тој да се всели во нас, без да живее во нас, нема спасение, нема новораѓање, нема вистинска вера. Кој е проблемот со овие девојки, 5 девојки кои не беа пуштени на крајот на свадбата? Тоа е проблемот на многу луѓе кои се декларираат како христијани, кои дури посетуваат цркви, кои прифаќаат доктрини, кои декларираат дека се христијани, дека се спасени. Меѓутоа, во нивниот живот нема вистинско новораѓање, нема вистинско спасение. Тие немаат вечен живот. Тие знаат Библијата, но Библијата не е жива во нивниот живот. Тие знаат вистини од Библијата, но не ја познаваат силата на тие вистини, поради отсуството на Светиот Дух. Тие говорат за богатствата на небото, но нивниот ум, нивното срце е врзано за земните богатства. Тие говорат за Божјата слава, но цело време мислат како својата слава да ја остварат. Говорат за љубов, ама нивните срца се полни со омраза. Говорат за простителност, но гледат како да се одмаздуваат. Времето во овој живот им исполнето во собирани трчање под земни задоволства и работи. Нивниот живот како христијани се сведува на исповед, некаква устна, на посета на црква, но во нивниот живот нема вистинско покаяние, нема вистинско спасение. Тие изгледаат како да го имаат Светиот Дух, како она во Евреите што пишува авторот, како го вкусиле, но никогаш не биле исполнети, никогаш не се вселил Светиот Дух во нив. Додека го чекаме Христос, важното, многу важното, подготовката во очекувањето на Господ Исус Христос е вистинското новораѓање и континуираното исполнување со Словото и со Духот. Хранењето со Словото и исполнувањето со Духот. Духовната храна и молитвата ќе прави дејството на Светиот Дух во нас да биде се посилно и поопфатно, поинтензивно и поекстензивно, посилно во сите области на животот. И тоа е вистинската, и тоа е приоритетот додека го чекаме Господ Исус Христос.
се исполнуваме со Словото, се исполнуваме и со Светиот Дух. Зашто без тие две работи нема да биде можно и она третото, во третата парабола, кој говори за талантите или талентите. Дека Светиот Дух, пропуштив една метафора, има уште 5 минути време, многу јасно Светиот Дух како светилник и масло е представен во Захарија, во книгата на пророкот Захарија, во 4 глава. Доаѓа времето евреите од 70 годишното робство во Вавилон да се вратат назад. И големата привилегија да изврши таа мисија му припаѓа на Зоровавел. И Захарија добива, кој тоа време е пророк, добива едно видение во 4 глава. И во тоа видение тој гледа еден светилник со 6 кандел или светилници. На врвот на светилникот има една чаша за масло и таа чаша преку цевчиња цело време се полни со 2 маслинови дрвја од двете страни. И кога Зоровавел го прашува Бог, што значи оваа метафора, кој овој светилник, зошто тие дрвја и маслото, и Зоровавел му вели, сега ќе ти кажам, еве ова е Господовото слово. Не со сила, не со снага, а со мојот дух, вели Господ Савот. Маслото, светилнок, сите тие работи го представуваат Светиот Дух. Идејата е во ова пророштво на Захарија, дека за Зоровавел големата задача, тешката задача, ќе оствари не со својата сила, туку со силата на Светиот Дух, с присуството на Светиот Дух во него. Тоа е важно за христијанскиот живот. Додека го чекаме Христос, важното, многу важното е да внимаваме дали живееме по телото, тоест дали се раководиме од желбите на телото, од овој свет, или се раководиме од духот, по желбите на духот. Многу важно е да внимаваме дали воопшто го имаме Светиот Дух во нас, дали сме спасени, дали вистински сме се покајале, или пак христијанство е само една заблуда за нас. Тоест, надежда дека сме спасени не заблудува. Показателот на крајот на краиштата е Христовиот Дух во нас, кој прави Словото да не биде само во главата, туку да го раководи целиот наш живот. Не само да знаеме за вистината, туку и силата на вистината да не води во овој живот. Многу христијани, многу луѓе кои биле во црква, се нарекувале христијани, служеле, имале сведоштва големи, ги нема во црквата. Ако сите луѓе што поминале одовде и се задржале овде или во некоја друга црква, ги броиме, немаше да има место овде меѓу нас. Сите столчини ќе беа пополнати. Што значи тоа? Тоа значи дека тие луѓе никогаш го немале Светиот Дух. Никогаш немале масло. И кога еден ден ќе чукнат на вратата на свадбата, Христос ќе им каже, никогаш не сум ве познавал. Никогаш. И ќе останат надвор. Некои велат, ама Христос е овдека нечесен. Тие чекаа. Чекаа. Дури до крај чекаа, иако доцнеше младоженецот. И Христос на крај. И останаа без масло, зашто тој доцнеше. Оној што навистина го чека Господ Исус Христос, тој се подготвува. Кога ќе го разбере богатството во Божјото царство, какво богатство е спасението, тој ќе даде се за спасението. Како онаа парабола во која Господ Исус Христос Божјото царство го споредува со бисер кој човек ќе го најде во нива. И кога толку го вреднува бисерот, што се продава за да го има тој бисер. 5 девојки, толку им значеше доаѓањето ни. Тие живеа за тоа доаѓање на младоженецот. И беа подготвени до последен момент. И тоа е целата поента на оваа парабола. Додека го чекаме Христос,
Не е важно дури то колку знаеме од Библијата, ако го нема вистинското новораѓање. Јас верувам дека има луѓе кои од мене повеќе ја познават и подобро Библијата. Во кабинети, во академии. Меѓутоа, нивните учења и нивниот живот покажува дека Светиот Дух ништо не им разјаснил и дека тие воопшто не ја познаваат силата на Словото, силата на вистината. Го имаме ли Светиот Дух? Сме поминали ли низ вистинско новораѓање, духовна преродба, нов живот? Го живееме ли вистинскиот живот на спасение? Тоа се многу важно, тоа се клучните работи кои треба да си ги поставуваме. И ако Светиот Дух е во нас, во која мера ние се покоруваме на неговото дејство? Во која мера се исполнуваме, не количински, како влијание од Светиот Дух во животот? Колку светот има влијание над нас, колку Светиот Дух? Колку човечките филозофии и вредности, колку библиските вредности? Зашто има луѓе кои се нарекуваат христијани, меѓутоа земните вредности се оние кои го определуваат нивниот живот. Тие живеат на истата основа на која што живеат сите други луѓе кои воопшто не веруваат. Христос доаѓа. Да, тој се забави веќе 2000 години. Не знаеме уште колку. Можеби и вечерва ќе дојде. Многу важно е да бидеме подготвени, да бдееме. Многу заблуди ќе има. Многу заблудени ќе има. Тој Господ Исус многу јасно предупредува за тоа. А тоа да бдееме. Подготвеност е важната. Подготвени да го дочекаме младоженецот кој доаѓа за невестата. И сите заедно да бидеме дел од таа весел.